Во услови на се уште нерасчистени односи помеѓу претходното и актуелното раководство на ОФС Кочани, синоќа во Конгресната сала на комплексот Амор се одржа редовното годишно генерално собрание под раководство на застапникот и претседател на управниот одбор Љупчо Ѓоргиевски. Во работата на собранието покрај 21 делегат учествуваат двајца представници на ФФМ, Владимир Гашевски и Лазар Ракиџиев. Со оглед на турбуленциите околу промената на раководството на ОФС, кои се провлекуваат речиси една година на завршната сметка за претходната година и за буџетот за 2019, делегатите се изјаснија воздржано и со за, но без дискусии поради немање материјални и целосни извештаи. По завршувањето на седницата на собранието, Ѓоргиевски истакна: Работевме по утврден дневен ред согласно статутот кој ни е предведен. По конкретни одлуки што се донесува е усвојување на измена и дополнување на член 27 од статутот на ОФС Кочани, верификување на нов заменски делегат на собранието предложен од фудбалскиот клуб Каменица САСА од Македонска Каменица и сите други останати точки кои се предвидени, нели, повторно ќе потенцирам согласно статутот, да, и утврдени од дневен ред, се усвојување на завршна сметка која не можевме да ја усвоиме затоа што не ни беше доставена од страна на претходното раководство. Исто така извештајот од председателот го немавме добиено, не можевме и по тоа да се произнесеме. Сите други редовни точки си течеа во најдобар ред со избор на записничар, оверувачи на записник, председател и членови на верификациона комисија, која истата комисија потоа си поднесоа извештај и констатиравме дека од вкупно 37 делегати, на денешното собрание присуствуваа 21 делегат и собранието имаше кворум за работа и можеше полноправно да работи и одлучува по точките од дневниот ред. И најави работа за подобрување и унапредување на состојбите во фудбалот во регионот. Се надевам дека со оглед предлог буџетот ќе работиме по тој буџет, се надеваме и многу побитно ни е да направиме нешто подобро за фудбалот на територија на ОФС Кочани, значи не збориме само за фудбалот во Кочани, него на територија на ОФС Кочани. И тоа се ни главни таргети и цели и се надеваме и ќе тежнеме кон таа цел да го тоа оствариме и да го нивото на фудбалот дигнеме на малку повисоко ниво, без никакви претерани обеќања, така да времето нека се го покаже своето и резултатите. Инаку во собранието беа верификувани мандатите на уште тројца делегати, кои, како што беше речено, не присуствувале на претходното изборно собрание поради оправдани причини.